Каратистот Емил Павлов по петти пат во својата кариера го заслужи трофеот спортиста играч тип за 2019 година. Награди добија и најдобрите во старатите категории: пионери, кадети, младинци, тренери, суди и спортски работници. Препол со гости и спортисти беше мултимедиалниот центар Киро Григоров во Штип на традиционалната манифестација избор на спортист на градот за 2019 година. Градоначалникот Благој Бацварски имаше поздравен збор во кој не го криеше задоволството од постигнатите резултати и успеси на штипските спортисти како на домашен, така и на меѓународен план. Можам да потврдам дека ова се навистина заслужни наши амбасадори кои што и во Македонија, но и надвор од државата го представуваат нашиот град на едно високо ниво, а гледаме дека имаме многу сериозни успеси и резултати на многу млади категории, но и на нашите веќе сериозни познати имиња како што е Емил Павлов, кој што навистина на секаде не представува и се гордееме со неговите успеси и резултати. Тој несомнено и најдобриот спортист во државата, така беше и во текот на минатата година и апсолутно заслужено според сите оние представници на спортските работници на Советот на општина Штип кои што се во комисијата, едногласно е донесена ова одлука и јас можам да бидам среќен што еден ваков каратист, ваков спортист имаме во нашиот град и кој што е вистински амбасадор на општина Штип. Председателот на комисијата Елмир Мандак нагласи дека спортистите секогаш имале поддршката како на сениорите, така и на оние во најмладите категории, кои во последно време изненадуваат со своите вредни резултати. За најдобро во пионерска конкуренција беа прогласени како прва Тамара Ристовска, втор Јован Данилов, трета Драгана Ефтимовска. Беа вреднувани резултатите на Андреја Нисева, Антони Андоновски, Андреј Трајчев, Лука Стојчев, Мила Дулдурова, Андреј Арсовски, Смељан Нашков, Данил Николиски и Александар Нехтенин. Во конкуренција на кадети најдобар е Стефан Штерио, втор е Љупчо Михаилов, а третото место го делат Никола Нацев и Фадил Назифов. Во младинска конкуренција најдобар е Давид Мишев, втор е Маријан Попадинов, а третото место го делат Христијан Јованов и Григор Хаджикимов. Во конкуренција на сениори најдобар, а воедно и спортист на годината е Емил Павлов, втор е Владимир Егоров, а третото место го делат Жарко Арсовски и Славче Арсов. Благодарам многу за честитките и најпрво сакам да ви се благодарам на вас како медиум кој постојано поддржувате и информирате нашите сограѓани за сите мои успеси. Можем да кажем дека 2019 година за мене беше уште една успешна сезона, бидејќи освоив медал на Европското првенство каде што бев бронзен. Потоа при крајот на 2019 година го освоив златниот медал од Премиер лигата во Москва. Со тоа се најдов и на 9-то место на светската карате ранкинг листа. Ова награда, ова признание што ми доделе општина Штип е мотив повеќе и за мене да продолжиме во наредниот период да тренирам трпно, бидејќи ми очекуваат доста значајни надпревари и се надевам дека ќе дојдем до висок пласман. Јавноста знае, ние знаеме дека уште едно скалило те дели до Олимписките игри во Токио 2020. Дај Боже еве да успееш тоа, бидејќи ќе бидеш прв македонец после долга временска пауза спортист со исполната олимписка норма. Па да, пред мен еден од најголемите притисоци досега во мојата кариера. Притисокот го чувствувам уште од сега, целата македонска јавност, сите оние што ме знаат добро очекуваат од мене да се најдем на Олимписките игри во Токио. Ние заедно со мојот тим, со Карате Федерацијата на Македонија, со Агенцијата за млади спорт, со Македонскиот олимписки комитет направивме план и подготовка како да бидам најдобро подготвен за овие турнири, така што навистина имам реални шанси да се најдем на Олимписките игри во Токио. Навистина тоа ќе биде врв на мојата кариера, бидејќи сон на секој спортист е да се најде на Олимписките игри во Токио. Јас ги започнав моите подготовки, ќе давам се од себе, па со Господ напред се надам дека градот Штип после подолго и Македонија после подолго време ќе има учесник на Олимпијада со обезбедена норма и роден македонец. Сосема за крај, да ги потсетиме гледачите и сите оние кои очекуваат од тебе успеси, уште колку турнирите очекуваат до она фамозна Олимпијада во Токио. Вака, за мене најбитен турнир ќе ми биде квалификациониот турнир во месец мај, каде што доколку во месец мај во Париз, доколку успеам да освојам медал, а навистина таму се најреалните шанси, мислам дека таму ќе бидам максимално подготвен и дека после тој турнир ќе се радувам на олимписка норма.
За најдобри судии се прогласени Иван Јовановски, Маријан Лазаров и Даниел Илиев. Најдобри спортски наставници се Новиц Здравев и Звонко Рунчев. Марија Гогова е добитник на пакета за посебен придонес во спортот. Иван Глигоров како надлежен на спортист, а Ристо Огњанов како најдобар спортски работник. За најдобар спортски клуб е прогласен Карате клубот Штип, а најдобар тренер е Сашко Арсовски. Најдобар клуб од основните училишта е Ванчо Прке, а од средните училишта Јане Сандански. Признание за афирмација на спортот добија Боба Николов и Мартин Поповски. Признание за најдобар спортски новинар доби Драги Герсимо Пушка од спортската редакција на Ириш телевизија. Признанијата се дома, ги има баги, не за точен број, меѓутоа ова ми е посебно признание бидејќи на барање на раководството на Ириш телевизија, еве се вратив да припомогнам во афирмацијата на спортот. И ова признание, колку е мое, 90% заслуга на сите овие спортисти, преку нивните резултати, преку нивното информирање за нивните успеси, еве и јас дојдов до вакво признание, дај Боже и вие како помлади еден ден да дојдете во мојата улога. Нова манифестација, комисијата додели посебно признание за посебен придонес во областа на одбојката и спортот воопшто на Трајче Тасовски.